Фондот за здравствено осигурување ќе бара укинување на двата проекти модерни очни помагала за студенти и средношколци и лазерска корекција на диоптрија кај студенти кои претходната влада ги одобрила во февруари годинава, за кои фондот треба да субвенционира 655.000 евра. Од фондот сметаат дека не треба да се трошат пари на популистички мерки кога луѓе со тешки дијагнози и во животно загрозувачка состојба имаат потреба да се лекуваат во странство. Обвинетиот Панче Ангелевски на 27 април прво го нападнал Зоран Заев, а потоа и Радмила Шекеринска, при што двајцата се здобија со тешки телесни повреди, образложи обвинителството на денешното прво рочиште против насилникот која нападна Шекеринска на крвавиот четврток. Рочиштето е одложено на барање на адвокатот на Ангелевски, бидејќи тој бил неук и не можел да се изјасни за вината. Собранието денеска го усвои законот со кој се укинува плаќањето на радиодифузната такса. Со законот се предвидува приходот што досега го добиваше МРТ преку собирање на оваа давачка да се финансира од буџетот во износ од 0,5% од вредноста на буџетот на годишно ниво. Радиодифузната такса беше воведена во 2005 година.